Традиционално, по 20-ти пат во библиотеката Искра беше одбележен 23 април, денот на книгата и авторското право. Пред гостите на свеченоста беа прочитани пораките од Ирина Бокова, генерален секретар на УНЕСКО, и од академикот Луан Старова, кој годинава го напиша македонското послание за денот на книгата. Во чест на одбележувањето на датумот, членови на литературниот клуб Копнеш читаа своји творби посветени на книгата. Според градоначалникот Димитровски, кој присуствуваше на свеченоста, од историски аспект книгата е важен дел од постоењето на човештвото. Подвижниот словен знак, буквата, е едно од најголемите откритија во човештвото и едно од оние откритија кои што ги покрена сите индустријски револуции. И ние мораме да признаеме, односно мора да го почитуваме тоа, заради тоа што во книгата се содржани сите оние работи кои, како што реков, кои што го водат човештвото напред. Библиотеката Искра му придава посебно внимание на одбележувањето на денот на книгата. Ете, на денешниот ден УНЕСКО секоја година повикува да се обединеме околу книгата, да обрнеме поголемо внимание на книгата, на нејзините творци, на издаваштвото, како што рече началникот, исто така за зачувување на интелектуалната собственост преку авторското право. Така, обединувајќи ги сите овие аспекти, значи се посакува да се поттикне на секого, а особено на младите, значи читањето, да се конзумира пишаниот збор, да се читаат книги, да се обрне поголемо внимание на љубовта кон книгата. Во рамки на одбележувањето на денот на книгата беа прогласени и најдобрите возрасен и млад читател, на кои им беа доделени пригодни подароци. Исто така и за посетителите на свеченоста имаше подарок, по една книга и роза, во склад со традиционалниот каталонски обичај, стар повеќе од 100 години.